почуван за овие сегашни генерации. Печат началник на штабот на Македонското востание 1878. Вмешувањето на интереси туѓи на македонскиот народ го попречуваат победоносниот од на ова македонско востание. Неговиот македонски карактер и неговата програма очигледно биле пречка за некои туѓи апетити. Нетрпеливоста помеѓу странските учесници во востанието на чело со атаманот на македонските востаници Калников од една страна и Беровски и македонските војводи од друга, кулминирала кога атаманот со покровителство од надворешните комитети од Бугарија успеале омилениот македонски војвода Стојан Карастоилов подмолно да го убијат, а на Беровски да му го одземат началничкото место во штабот и да го затворат. За ова, Беровски во своето писмо до Софискиот благотворен комитет напишал: До 4 ноември го напуштив востанието во победоносен од. Турците ни чекор не стапнаа на ослободената територија. За дотогашната работа ја примам врз себе целата одговорност, но тој момент што се случило, одговарајте вие пред Бога и пред народот, ако сте решиле на вистина да го накажете и упропастите со моето отстранување во станието. Му се ветувам на својот народ, до крајот на животот да му служам, но за да се постигне неговата цел, не сакам да се служам со оној систем со кој се служат туѓинците. Но во одговор на ова, Беровски е затворен во бугарскиот затвор во Горна Џумаја, од каде е пуштен дури по интервенцијата на охридскиот митрополит Натанаил Кучевишки. Своето ветување пред македонскиот народ Димитар Поп Георгиев Беровски го одржал и по завршувањето на овие востанија низ соработката со Гоце Делчев, по создавањето на условите за формирање на внатрешната македонска револуционерна организација во 90-тите години на минатиот век. Крајот на својот живот го дочекал во Кюстендил, каде што ги поминал последните години во средина полна со бегалци од се уште поробената Македонија. Умрел во 1907 година на 67 годишна возраст. Почива во гробот кај Долна Грашница, Кюстендилско. Зад себе го остави своето големо ослободително дело за македонскиот народ и сведочењето за тоа време низ своите записи и кореспонденција. Како најголема светиња го чувал знамето на Разловечкото востание. Сега не делат 120 години од Разловечкото востание и близу 9 десетлетија од смртта на Беровски, но нема сомневање, нивниот спомен и дух, како и споменот за сите што ги положиле своите животи на олтарот на слободата на Македонија, живеат во новите генерации македонци и се чуваат низ остварувањето на современата самостојна македонска држава. Република Македонија.